Гонење организиран криминал и корупција ја запре истрагата за набавките на мазут за потребите на термоелектраната Неготино, откако по едногодишна постапка не биле потврдени наводите од кривичната пријава. Постапката се водеше против 13 лица и една фирма, меѓу кои собствениците на РКМ Радко Капушевски и Ерџан Сулковски, собственикот на Пуцко Петро Ласмир Јаховски, како и поранешни функционери во ЕСМ. Според обвинителството, од прибраните докази не произлегло основано сомнение дека осомничените сториле кривични дела, ниту пак било утврдено друго дело што се гони по службена должност. Истрагата се однесуваше на сомневања за злоупотреби при јавни повици, незаконско склучување договори и анекси, како и перење пари при набавките на мазут во услови на енергетска криза. Од обвинителството наведуваат дека постапките биле спроведени согласно законските исклучоци во услови на криза, дека мазутот бил навремено испорачуван и дека не била утврдена штета за ЕСМ или за државниот буџет. Веројатно и подобро можеше да помине првиот контакт со новата бугарска дипломатија. Констатацијата доаѓа по вчерашната размена на ставови на новата бугарска министерка за надворешни работи Весела Петрова Чамова и шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски. Петрова Чамова изјави дека имале добра прва средба со Муцунски и порача дека Скопје треба да ги исполни обврските од преговарачката рамка од 2022 за да продолжи по европскиот пат. Очекувано беше дека официјална Софија нема да се помести од позициите за уставни измени кои ги прифати претходната македонска влада, а во Скопје како провокација беше дочекан терминот северно македонци кој новата шефица на бугарската дипломатија го користеше за македонците. Следеше реакција од Муцунски кој потсети дека во Македонија нема северно македонци, демантирајќи дека со Петрова Чамова имал средба. Муцунски објасни дека разговарале само една минута во присуство на други колеги, додавајќи дека е подготвен за вистинска билатерална средба во пријателски дух. Македонија останува цврсто посветена на европскиот пат и покрај предизвиците и застојот во процесот на европската интеграција. Шефот на дипломатијата Муцунски утрово во интервју за Евроньюз вели дека и покрај блокадата со која се соочуваме, земјата продолжува со реформскиот процес во обид да стане најдобриот можен кандидат. Муцунски вели дека и покрај силната европска ориентација, Македонија има своји црвени линии преку кои не може да помине. Sadly, yes. And at the loss of both our country, but the loss of Bulgaria, the loss of the whole region. What I think that Bulgaria must do is that it must recognize the strategic moment while it still exists. And I think, and I hope that Bulgaria will recognize the possibilities that exist, that it will open dialogue with us. Is there a red line for North Macedonia? A moment when you say no more delays, no more concessions? First of all, like I said, we will continue to do everything that is necessary on our European path to be the best candidate possible. But on the other hand, we are not prepared to negotiate on issues that are related to our national identity, our national history, and our language. Sadly, the narrative that has been created and pushed forward from Sofia, these are debates for historians, these are debates for academics. Let them discuss and let them speak on the basis of objective facts. The role of politicians and leaders should be to be forward-looking, to be speaking about issues that unite us. So if you're asking us, do we have red lines? Of course we do, because we do not believe that this is a narrative and a debate that should be ongoing in 21st century Europe. Додека Тимчо Муцунски тврди дека владата постигнала конкретни резултати во спроведувањето на реформската агенда, реалноста е сосема поинаква. Нема реформи, нема резултати, нема напредок, се вели во реакцијата на СДСМ утрово. Бидејќи нема никакви реформи, Христијан Мицкоски повторно ја активира добро познатата стратегија за мачкање очи на јавноста и дефокусирање од сопствениот неуспех. Намерно ги заострува односите со Бугарија, создава нови тензии и конфликти, наместо да гради позиции за напредок на државата и продолжување на европскиот пат. Паралелно ја напаѓа СДСМ и шири лажни обвинувања дека некој друг е виновен за тоа што владата не спроведува реформи. Но самиот Мицкоски призна дека за реформите не му е потребна опозицијата, се вели во соопштението кое што опозицијската СДСМ го испрати утрово.
А владеачката ВМРО-ДПМН очекувано обвинува опозицијата дека работи во интерес на Бугарија. Од ВМРО-ДПМН се сомневаат дека Филипче е под уцена. Единствен, но и најгласен во државата кој бара спроведување на бугарските барања е токму Венко Филипче. Ова го прави само уценет политичар. Претходно беше Зоран Заев, а сега е Венко Филипче. Имено, Венко Филипче е политичар кој како председател на партија има понизок рейтинг од самата партија, од само 3%. И тој истиот се дрзнува да говори за евроинтегративниот процес на државата, но веќе граѓаните не се чудат на неговите говори, бидејќи од него и не се очекуваат некакви резултати. Венко Филипче, додека ја чува фотелјата во СДС, поклонета од Зоран Заев, јасно и гласно ги промовира неговите политики на удоволување на секој еден, освен на Македонија и македонскиот народ. Филипче по доаѓањето на новата власт во Бугарија не почека ниту ден. Веднаш се стави на располагање на Румен Радев и директно изјави дека доколку тој биде на власт, секое едно барање на Бугарија, тој за власт секако дека ќе го исполни. Поврзувањето е единствената равенка за поголем економски раст, порача денеска премиерот Христијан Мицкоски во обраќањето на самитот 2026 во Организација на Македонија 2025, кој годинава се одржува под мотото по 2025 забрзување на растот, поттикнување лидерство. Премиерот учествуваше на првиот панел на самитот, каде зборуваше за чекорите со кои владата се справува со кризата, како и за состојбата на буџетот и макроекономските очекувања. Имаме дел од ова обраќање. Убедливо имаме најниска цена и за дизелот, и за 95-98 октанскиот, и истовремено, после оние првични очекувања, во овој момент можам да кажам дека од аспект на даночната политика стоиме добро во рамките на буџетот. Имаме потврлања кај акцизите, што е нормално, бидејќи имаме кризна состојба и во таа кризна состојба имаме намалување на акцизите кај дизел, горивата и бензините. Така што овој предизвик во овој момент представува најголема непозната во равенката за владата и политиките кои што ги водиме, бидејќи мислам дека нема човек во светот кој што може да каже колку долго ќе трае, освен можеби неколку мина, а најверојатно тие нема да ни соопштат на нас. И мораме да предпоставуваме сценарија и врз основа на тие сценарија да влечеме потези. И ќе завршам во овој воведен дел со економскиот раст. Ние имаме 6 квартали поред како влада со 3,5%. Над 3,5% реален раст поради дефлаторот, инаку номиналниот е над 7,5%. Оваа година според Меѓународниот монетарен фонд ние ќе дојдеме од прилика до бруто домашен производ номинален околу 22 милиарди долари. Овој настан за нас има големо значење. Ова е годишен настан на кој што даваме отчет за она што сме сработиле и она што сакаме или кои се плановите за виднина. Ги слушнавте бројките, мислам дека сепак се импресивни. 168 бизниси поддржани оваа година, над 2500 менаџери и млади луѓе кои што добиле поддршка преку нашите програми, над 80 компании кои што сме споиле, над 15 компании споени со странски потенцијални партнери. Македонија најавува големо, веројатно регионално шоу на 8 септември на градскиот стадион во Скопје за прославата на 35 годишнината од независноста. Се најавува спектакуларен концерт на мегапопуларниот артист Дейвид Гета. Влезот на градскиот стадион Тоше Проевски во Скопје ќе биде бесплатен, а ќе постои систем за регистрација за влезници. До сега невидено во европски рамки, па можам да кажам и во светски рамки, и ние се потрудивме баш тоа, исто до тоа шоу кое Дейвид Гета го работи за, да речеме, 300.000 посетители 3 дена во стадионот Тур де Франс во Париз, па го работи во Амстердам арена за 100.000 посетители, па го работи еден ден само пред Скопје на хиподром во Милано исто за 100.000 посетители. Истото тоа шоу вака ќе изгледа и во Скопје на 8 септември
септември, со тоа да влезот се разбира дека ќе биде бесплатен. Ќе има само супер формална регистрација од 35 денари по влезница и една особа, еден мејл ќе може само да се регистрира за 2 влезници, за да мораме да имаме некакви влезници, за да се запази посетеноста на и капацитетот на стадионот. Се одлучивме да не се ограничуваме само на Македонија. Оваа година ги одбележуваме 35 години независност од македонската држава, јубилеј кој представува историска точка што не обврзува со достоинство, визија, но и одговорност да ја раскажеме приказната за државата низ културата, уметноста и современиот национален израз. Токму затоа цениме дека на овој голем државен јубилеј му е потребен и голем, репрезентативен и долгорочно значаен проект. Проект кој за нас и за целата држава нема да биде само настан, туку национална културна манифестација од највисок ранг, со амбиција да остави трајна вредност и силна трага во културната историја на Македонија. Одиме малку локално. Иако бројот на пчелари во Охридскиот регион расте, климатските промени, болестите, недостигот на медоносни растенија, но и слабата едукација се повеќе го намалуваат производството на мед. За проблемите со кои се соочуваат пчеларите известува нашата охридска дописничка Нина Ритоновска. Пчеларството расте, но климатските промени го загрозуваат приносот. Промените во одредени области представуваат извор на болести, а се нарушува и времето на опрашување. Јосифовски смета дека е важно да се работи на свеста, бидејќи покрај штетите мал е процентот на оние пчелари кои се едуцираат и преземаат мерки за облажување на климатските промени. Промена на климатските на времето на климата делува кај пчелите, јас многу пати јам кажам дека сме подрачје со слабо едуцирани пчелари, од кој причини не знам не се едуцираат луѓето. Значи сакаат да чуваат пчелја, едукација слаба и тоа оди во корист на загубите што ги имаме. Има проблеми што немаме регистрирани лекои. Лекоите значи за заштита на инсективе, на пчеливе не ни се регистрирани. Ни еден нема регистриран лек што точно држава ќе застави агенција да речем за ветеринарство ќе застави ќе речи овој користете го вака и вака и вака. Досега јас немам таков податок дека да застану за некој произведен лек и да ни кажат правите го ова. Сите се најдливе кои како ќе знаете. Дополнителен проблем представува и недостигот на медоносни растенија на земјоделските површини, кој е една од мерките за спас на пчеларството. Едукацијата е многу битна кај луѓето. Луѓето не сме научени како да ги одржаваме пчелите. Треба први малце кај самите нас да ја побараме грешката, кај грешиме па после да обвиниме времето. Да, дејствува времето, временските неприлики дејствува, топло-ладно, да, има тргнување па враќање назад, застој во развиеност на пчелите има, да, застој. Во Охридскиот регион има околу 350 пчелари, иако нивниот број се зголемува, сепак производството континуирано се намалува поради климатските промени. Нина Ритоновска, Сител телевизија. А од Штип ни доаѓа информацијата за проблемот со кој се соочуваат здравствените установи со недостатокот на медицински сестри. Нашиот штипски дописник Трајан Ристовски е на оваа тема. Во последните години се поизразен станува проблемот со недостаток на медицински кадар, особено медицински сестри. Голем број здравствени установи се соочуваат со недоволен број вработени, што создава дополнителен притисок врз постојниот персонал. За поголема нивна заштита, од Сдруженијето на медицински сестри во Штип ја потенцираа потребата од донесување на посебен закон и формирање на комора по урнекот на лекарите. Би добили поголема правна заштита и би го заштитили достоинството на сестрите. Медицинските сестри би можеле директно да учествуваат во донесување на одлуките во министерството и би биле активни во секој закон што би се донел, а се однесува на нив. Медицинските сестри во Македонија се уште немаат дефиниран статус. Ние сме медицински сестри со завршено образование. Јас сум 30 годишна сестра, а јас се уште немам лиценца како што имаат сестрите на запад. Ова е од суштинско значење заради фактот што постои голем одлив на кадар. Причините за оваа состојба се различни: ниски плати, тешки услови за работа, прекомерно работно време, недоволна мотивација, како и иселувањето на медицинскиот кадар во странство во потрага
по подобри услови и повисоки примања. Многу жално што младите сестри кои излегуваат и се наш кадар од нашите училишта не остануваат овде. Затоа ни треба помош од Министерството и од Фондот за здравство, од Министерството за финансии и да имаме поголеми вработувања, затоа што евидентно е дека само во последната недела замина 5 сестри во пензија, а да не зборуваме за месеците напред и дека тек ќе имаме сестри кои ќе одат во пензија, со самото тоа нашите оделенија болнички остануваат без кадар. Недостатокот на медицински сестри директно влијае врз квалитетот на здравствената заштита, што во крајна сметка секојдневно го чувствуваат пациентите. За Сител, Траесовски.